Околу 700 основци и средношколци од Куманово денеска учествуваа на најмасовниот пролетен училишен крос досега, кој се одржа на спортскиот аеродром Аџитепе. Учениците од основните и средните училишта се надпреваруваа во вкупно 14 трки, по 7 трки во машка и женска конкуренција. На најдобрите учесници со освоените први 3 места на училишниот крос им беа доделени медали, дипломи и маички. Крос надпреварот е во целосна организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт, кој го реализираше согласно со усвоената работна програма за тековната година. На спортската манифестација присуствуваа градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска, кои што на учениците им посакаа континуирани спортски успеси и во иднина. Во продолжение проследете ја изјавата од председателот на Општинскиот сојуз на училишен спорт Куманово Маријан Нојковски, професор по физичко и здравствено образование. Има пријавено 710 надпреварувачи, учесници од сите основни и средни училишта во различни категории, тоа трето деление, четврто, пето, шесто, седмо деление, осмо и девето заедно и средно училиште. Сите прво 3 пласирани надпреварувачи ќе се награда со медал, диплома и маичка од Општински сојуз на училишен спорт. По мои информации од 28 до 30 години сигурно нема организирано училишен крос. Еве, ние за прв пат правиме организација според годишната програма на Општински сојуз на училишен спорт и се да надеваме дека и наредна година ќе стране да биде како традиција. Купно учество зема 18 основни и средни училишта на ниво на општина Куманово со 700 надпреварувачи, но за иднина ќе видиме со организацијата може ќе направиме како да биде и меѓуопштински, зонски, регионални, па може некои државно да направиме училишен крос на ниво на Република Македонија. Јас се викам Дамјан Спирковски. Прв пат трчам, имам 9 години. Дали тренираш некој спорт? Да. Освен училиште, што тренираш? Фудбал, кошарку и пливање. Колку време се бавиш со спорт? 3 години. Јас сум Кристина Стојановска, доаѓам од основно училиште Магдалена Антова и трчав на 400 метри и освоив прво место. Дали се занимаваш со спорт или само рекреативно? Спорт. Со спорт или некој друг спорт? Па, фудбал, пливање и атлетика. Да.